Ова не ни е прва донација во Прилеп. Ние имаме донирано во домот за стари лица, имаме донирано во болницата. Имаме досега околу 700.000 евра донирано во ова општина. Така да на повеќе полина имаме донирано, исто така индивидуално, имаме поможено во социјално загрозени семејства. Има многу позитивна соработка имаме со секој ден досега што сме го сретнале од Прилеп и општината и граѓаните од Прилеп. Ние имаме и донираме во многу градови во Македонија. Ќе почнеме од Охрид, Струга, Ресен, Битола, Штип, Каменица, Кочани и така натаму. Почитувани, денеска се собравме да изразиме голема благодарност до невладината организација и до госпоѓа Марија Розенгрен, која ни ги донира овие 4 стоматолошки столици а денеска сме да ја пуштиме првата стоматолошка столица во градинката Добре Јовановски, која е опфечи училиштето, основното училиште за Добре Јовановски. Останатите 3 столици ќе бидат монтирани наскоро во другите училишта. Во сите основни училишта, значи има стоматолошки столици, меѓутоа тие не беа сменети од, како што разговаравме, од времето од бивша Југославија. Тие беа лити, истрошени, затоа сега се решивме на ваков чекор за да ги обновиме стоматолошките столици за оралното здравје на најмладите да биде во најдобар ред. Значи тоа дека и подоцна ќе се снимат и останатите? Да, значи ова е првата и останатите 3 ќе бидат наскоро поставени и сето тоа во договор со службите со... Во кој училиште? Во Климент Охридски, Кочо Рацин и последната ќе видиме сега. Така, имаме некои... Најпрво сакам да изразам огромна благодарност за прекрасната донација на госпоѓата Марија Росенгрен и на нивната невладина организација од Кралството Шведска. Машината и всушност сите машини кои што ќе бидат донирани ќе бидат поставени во училиштата, се веќе донирани, значат подобрување на оралното здравје воопшто, значи за работата во училиштата. Имавме машини кои што беа многу стари, кои што не ги задоволуваа потребите за работа. Сега мислам дека со ова работата многу ми се подобрува, дека ќе имаме многу подобри услови и сето тоа со цел да се подобри оралното здравје за децата, да имаме многу подобра соработка со нив и да им пружиме максимум од нашите услуги. Благодарам за интересот што сте тука да ме проследите во оваа новина која што имаме во детската градинка во Тризла. Да и се заблагодарам на госпоѓата Марија што внимава на Прилеп, што еве се одлучила со нејзината невладина организација Hand to Hand да помага во локалната заедница кај нас овде. За сметка на тоа, општинава веќе како прва година одлучи да и додели диплома за помошта која што ја дава кон Прилеп и општина Прилеп. Третоноемвриска невисока диплома која што може градот да ја даде. Со тоа сметаме дека даваме поттик и понатаму да се труди да работи за Прилеп, па и ја користам приликава да испратам понуда до сите граѓани кои што живеат овде или надвор од нашата држава да ни помогнат во нешто сметаат и што можат да донираат, да се направи некоја соработка, да се потпишат меморандуми за соработка, затоа што сметам дека тоа е еден од начините на подобрување на животот во локалната заедница. Нека ни е честит 3 ноември. Ги охрабрувам уште еднаш сите граѓани кои што можат да и помогнат на локалната заедница. Буџетот на општина Прилеп е ограничен и правиме максимално колку што можеме и на сите институции, но добро е вака кога надворешно добиваме помош, исклучително важна. Ова особено мене ми е драга затоа што се грижиме за оралното здравје на нашите најмали и најсакани. Благодарам уште еднаш госпоѓо Марија, ви посакувам успешна работа и во иднина и уште многу голема помош кон Прилеп и прилепчани. Јас сум Павле Јаневски, представник на ВАП 97 Шпедиција, заедно со госпоѓа Марија. Помагам за улеснување на сите процедури околу царина и исто така досегашните донации бев еден од главните иницијатори за да се донира во општина Прилеп.